Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Леле, колку долго немам седнато тука да снимам од дома со турнирот, со 90 секунди, со зачудувачки факти, со све. Помина долго време да немам седнато тука, ама еве сме назад да си го правиме тоа што си го правиме сега. Пред некој време овие видео што се викаше овие луѓе имаат полош ден од тебе или нешто така и имаше многу голема поддршка. Ви реков колку повеќе лайкови, толку повеќе. Јас ќе бидам сигурен дека сака да втор дел од тоа, а има волку лайкови и волку прегледи, така да се решив да ви снимам и втор дел. Така да ако сакате и трет дел од ова видео, лайк копчето ви е тука, субскрайб копчето исто така. Океј, првата слика што имаме за денеска е на левата слика, значи гледаме многу импресивно дело, предобро дело со глина или нешто слично, али очигледно некој не ја држал скулптурава доволно добро и сега се смачка носот, устата, очите, се. Следно, како е воопшто ова возможно? Да отвориш влезната врата и да те биде толку добро цртана вратата, значи пробам да сватам дали тоа значи дека имало снег натрупано колку што е висока една врата или некако снегот веел само во вратата, ма нема така логика, тоа ќе остане на вратата, нема да се оцрта да остане дел надвор од тоа. Сора не ми е јасно. Поголема мислам веројатноста ако имало толку натрупано, мислам дека тоа, нели? Се надам дека не сум многу глуп, али дејам, во секој случај. На работа сум веќе 4 сати само што го видов ова. Прво ми се виде ко чорапите да се различна боја и не знам дали се или до светлото е, можеби и тоа се, али различни се кондурите. Па добро, се надам дека некој не те гледал толку во кондурите и дека не си поминал толку лошо. Следно, како да губиш во животот? Имаме двојка, 9, 18, 25, 38. Он има тројка, 8, 17, 24 и 37. Сите броеви се следниот или претходниот од тој што го има на ваквот. Таму има двојка, он има тројка, таму има 9, он има 8. И се така. Како да изгубиш во животот? Мислам, буквално поише од ова не можеш да изгубиш, брат. Следно, не знам дали имам зборено сега во некој видео за ова, али на вакви војници, бобис или како и да се викаат више, многу ми се некако импресивни, која не можам да го најдам правилниот збор тука што ми фали. Толку добро се совршени и толку добро се држат до тоа што мора да го прати да изгледат како некои кукли што само вака мрдат некако, али очигледно мерката за панталоните не се супер за сите, така да додека они маршираат вака со нозете, на некои им пукаат. Заборев само да ви кажам дека доколку некој ме гледа, јас не се приметувам толку, али ако сум потечен од едната страна повеќе, пак ми отече зап, така да ако ме гледате малце подојно од едната страна од оваа, да знаете дека си ја мака. И како може вака да ја отвориш вратата од колата? Како може вака да се раздвои? Не сваќам, ама се чувствувам подобро што јас немам волку лош ден денеска, нели? Тоа е поентата на видеото, ствари да се почувствуваме подобро за нас дека ова на нас не се случило денеска. И се надам дека нема ни да се случи. Следно, well shit now what? Значи работата на пожарникарите е да гасат пожари. Ако ги пожарникарите ќе се запалат, тоа што правиме. Вајде не е за сменење работата, али добро, постојат и други камиони, постојат други пожарникари, ќе дојде за селување, ќе се опре ситуацијата, нема проблем. Следно, девојка си одешла во Золашка и случајно и паднал телефонот и не си го сакала назад. Се прашувам зошто? Како да го земеш назад? И да сакаш да го земеш до сега, верувам дека крокодилите имаат заби секаде таму и дека до сега ти е скршен доволно добро и екранот и све и дека и да си го земеш џабе. Леле. И во претходното видео ваква што го снимав имаше некој што пред да си влезе дома на влезната врата беше цела ваква со што се овие пчелели се, мувили се, значи јас одма се ежам целиот кој ќе видам нешто вакво, одма. Затоа што само да ги видам се осеќам ко мене да ме лазат, готово. Добро, не ми треба воопшто колата ако ми е ваква, е готово. Замисли да пробаш да ги избркаш и да почнат сите да летат околу тебе. Па никад. Усред видео ми текна дека не се напев пробиотик. Така да одлично, Стефан, одлично. На сред видео ќе си пијам пробиотик, посакате ми побрзо да ми помине забот. Ми падна доле. Смири се, Стефан, смири се. Ништо не го пијам, готово, бактерии. Живели. Следна слика. Моите цимери помислија дека ќе биде добра идеја да го направат ова додека спиев и после да си отидат до крајот на денот со клучот
имам интервју за работа за 2 сати. А он има онаква заточак е ваѓа бројчаник или како да го викате вие. Кои му се сега опциите? Да иде ваков на интервју за работа, знаејќи дека таа работа никогаш не вара добие, или да земе некаква пила или не знам што може ова да го скрши цело, да го исече, или да ги викаш другарите да ги подбереш кај да се одмара дојдат или да идеш по нив да те отклучат. Некој мора да има лош ден, леле. Одамна немам решавана сложувалка и многу си ја мислено да снимам некое видео каде што решавам некоја си огромна сложувалка, али секад сум кој би гледал видео каде што решаваш што склопуваш сложувалка, ќе биде предосадно, освен ако не го правам некако со таймлепс, али после цело видео ќе биде таймлепс и не знам што би правил тоа видео, така да не знам ако случајно сакате да земам некоја си сложувалка, вајда 1000 би било премногу, затоа што 1000 парчиња треба вајда поише дена да ја правам, али не знам дали 500, дали колку би ги средил за неколку сати. Ако сакате некој такво видео да видите, пишете ми доле, па ако има многу од вас што сакате, ќе смислам ќе направам некој концепт, ќе снимам такво видео затоа што многу сакам. Ама назад на темата, некој не знам како му испаднало од негде делче едно, така да кој ќе си решава дома. Замисли да има уште 1000 делчења само едно да му фали од тие. Секундите пред да сватиш што се случува. Пишува доле дека е тазе фарбано. Види, ако ништо друго, барем и она си облечена во црвено, така да нема многу да и наштети, туку само ќе се вклопи на стајлинг. Барем за горниот дел, сега долниот, види во 2020 не осудуваме ништо, дури и марсовци да не се шетаат по град. Така да, дури да имаш колку таму има 4 линии даски, одцртано на панталоните позади, не е страшно ништо. Следно, моето бебе нарача $94 вредни пици од апликација наречена Slice, што не прашува да си го потврдиш плаќањето, така да бебето само се стискало. Пица, може, уште една, дај уште една, колку има тука? Има 4 што се иста величина и успела и 5 уште поголема да нареча. Бра! Па добро, мислам дека 3 на 4 ќе имате од тоа да јадете, само ќе си го топлите, доручек, ручек, вечера и готово. Ајде да направиме едно стори со сладоледчето и оп, уште подобра стори. Па буквално, замисли да имаш ваква стори каде што... Види, ако мене ова ми се деси, јас имам спомнато 1000 пати дека се плашам премногу од птици, леле, денес се испомнував сегде. Мене ова да ми се деси ќе се извадам од памет, али предобра слика, така да. Втората слика сега е подобра од првата. Во ова време кога многу сакам сладоледи, кога ни е прежешко и мене ми се пријаде кога видов воопшто сладолед на сликава, али да се деси ова, че буквално ништо не му остана кога ти јадат. Како успеат целиот сладолед да е доле, бра. Ова да пробаш нема волку да ти падне. Му се истурило пиво на панталоните 3 минути откако полетал авионот. И до Хонг Конг има уште 16 сати. Добро, ќе му се исуша за тие 16 сати, ама цело тоа да се упива на тебе, па болje ќе се соблечам по гаки некако, така ќе седам, не знам. Добро, некои луѓе стварно имаат лош ден. Леле, види, страх ми е дека само што ќе почнам сега да возам, дека мене ова често ќе ми се случува, иако сум тежок перфекционист и сеќа сакам да ми е најбезбедно што може стаено и све, али мислам дека ова ќе ми се дешава доста, така да се надевам дека јас нема да ви сликам вакви сториња од лоши понеделници. Следно, insert headphones to use speech mode. iPhone users. Леле. Не можам да го гледам ова. Значи јас кога ќе земам да лупам јајце, посебно нели за Велик ден дека цело време 1000 варени јајца околу тебе, секад пробувам највнимателно што можам да го излупам за да изгледа на крај перфектно, да нема вакви кратери, ерупции, дупки, се да има. Ја вака кога нема да успеам, кога ќе ми се зафркне толку го фрлам цело, па земам друго и пробувам, затоа што вака нема шанси да го јадам, ја вако да го гледам. Оваа фотографија од некој што си чувал заштеда, парички под кревет во куќија, ама куќето му е нашло и веќе нема заштеда. Оф, леле. Ја, добро. Ја исече пицата, брат, ама исече и цела даска. Еве имаме некој што колата му се викала Flame и му паднало фото и сега е само Lame. Тоа е. Еве како
пак ќе се сунчаме летово. Кај да ја очекувам она месторсконо да ти е и сунчана раката до тука, а нагоре бела. Мислам дека претерав со сликиве, не знам колку трае до сега видеово, али во секој случај ако сакате да видите и трет дел од ова, ставете лайк и колку повеќе лајкови, толку е поголема шанса да ќе снимам и не заборавајте да се супскрибите на мојот канал за уште вакви и уште појаки видеа и ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!